Почитувани слушатели, добро вечер, добре дојдовте во нашата редовна емисија Ехо од Вселената. Во вечерашново издание на емисијата Ехо од Вселената ќе зборуваме за планетите. Дали е нашиот сончев систем што го сочинуваат 9 планети во целост 9 ли се? Па не, 9 се знаат, ама постојат и повеќе. Дали е нашиот сончев систем што го сочинуваат 9 планети е во целост истражен? Останува ли се уште отворено прашањето дали пред првата планета Меркур постојат други планети и постојат ли исто така планети надвор од сончевиот систем? Па да, во нашиот сончев систем, значи до... Чек. Новаа тема одговор ќе побараме од Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Добро вечер, Зоране, добре дојде и повели. Добро вечер. Во нашиот сончев систем откриени се до пред извесен период 9 планети, поточно последната 9-та Плутон е откриен 1930 година, меѓутоа во поновиот период, значи последниве десетина години, откриени се планети кои што се наоѓаат многу подалеку од Плутон и кои што ете така на некој начин се планети, иако да речеме тие им требаат отприлика 13-15 илјади години за да се завртат еднаш околу Сонцето. Меѓутоа, кога рековте за планети дали се наоѓаат испред првата планета Меркур, најверојатно е дека постојат вакви планети. Тоа се претежно може да се каже да се астероиди или некакви камења кои што лутаат, кои што се заробени од силната сончева гравитација и кои што орбитираат околу самото Сонце. Меѓутоа, овие ваков тип на планети во астрономијата се нарекуваат вулканоиди и голем дел од научниците сметаат дека постојат многу од вакви вулканоиди, меѓутоа првенствено ради она тешката положба на нивно откривање и еве да кажам слабата технологија која што ја поседува човештвото, се уште не се во состојба да се откријат ваков тип на планети, меѓутоа се голема е велам претпоставката дека постојат ваков вид, дека постојат и доста камењеве, така да ги кажеме, отприлика камења кои што се по 1000, по 500, по 1000 километра, кои што орбитираат околу Сонцето. Во еден наврат во една студија, мислам дека група од астрономи од еден универзитет во Америка дадоа до најава, така, дека постојат вакви планети, дека наводно нешто и снимиле, нешто што наликува на таква планета, односно таков вулканоид, меѓутоа сето тоа се уште не е подкрепено со некоја поголема научен доказ. Иначе што се однесува надвор од сончевиот систем, надвор од нашиот сончев систем, значи во други сончеви системи и во други галаксии, откриени се вакви планети кои што се многу блиску до Сонцето, кои што се на растојание, да речеме, или растојание приближно тука као до растојанието со Меркур и нивната топлина, нели, во зависност од самото тоа сонце која топлина ја исфрла, нели, надвор во просторот, тие планети се доста топли и обично тие планети имаат називи спрема годината кога се откриени, називи од институтот од кај што се откриени. Мислам дека се откриени, не знам за бројот, мислам преку 20 на вакви планети кои што се надвор од нашиот сончев систем и повторно ќе се вратам на вулканидите. Најверојатно дека постојат вакви планети кои што останува на самата астрономија, останува на самите љубители на астрономија, на низе обсерватории да работат на тоа да откријат вакви камења кои што се наоѓаат вакви планети кои што се наоѓаат во близината на самото Сонце. Ако добро ве разбрав, останува загадучен тој амбиент, вселенски амбиент пред првата позната планета Меркур. Но кажете ни нешто за првата наједноеве и втората планета, што би било тоа што ќе ги одбележи овие две планети како нивни карактеристики? Па да, првата планета која што е до Сонцето, нели, е Меркур. Тоа е планета која што е позната уште на старите грци, значи старите грци нејзе ја нарекувале античките грци имале две имиња за нејзе, значи ако се појавувала на Сабајле како утринска звезда, таа била позната под името Аполо,
а навечер ја нарекувале Хермес. Значи Хермес оној гласник на боговите. И тоа името всушност е второто име го добил бидејќи се движи многу брзо, нели, по небото, како што брзиот Хермес се движел за да им донесе, нели, глас на боговите, боговите да не чекаат. Иначе денешното име на оваа планета го има дадено римјаните, Меркур, и според нивната митологија Меркур бил бог на трговијата, на патувањето, на крадењето, значи односно пандан на Хермес во грчката митологија. Сега кога се однесува до Меркур, као планета, он кога се наоѓа најблиску до Сонцето, значи во перихило, тој е оддалечен 46 милиони километри, односно 0,3 астрономски единици во земјата, а додека која е најоддалечен, он е во Афел, значи која се наоѓа, он е 70 милиони километри околу 70 милиони километри од земјата. И на самата планета се потребни 59 земјени денови еднаш да се заврти околу својата оска, или околу својата оска, значи кај нас она што е 24 сата, на него му се 59 земјени денови, а додека околу Сонцето он се врти за 88 дена, значи една негова револуција изнесе 88 дена. Меѓутоа, тоа е привидно кога еве да речеме, кога би се нашле таму на Меркур, растојанието времето помеѓу две изгреди Сонца би биле некаде околу 176 земјени денови, од причина тоа што неговата патека, нели, е елипсоидна, и кога е под претпоставка кога би биле на Меркур, значи таму би го виделе Сонцето на исто како изгрева, тоа кога ќе дое максимално во зенитот, тоа ќе се враќа привидно назад, мислам тоа е ради положбата на Меркур што се наоѓа, затоа што Меркур се движи со брзина некаде околу 38 км во секунда, и повторно тоа ќе направи еден лак и ќе се врати на запад. Значи тоа се тие 176 дена што се јавуваат помеѓу две изгреди Сонца која би биле на планетата Меркур. Иначе планетата Меркур спаѓа во редот на земјен тип планети, значи се работи за една доста негостолюбива планета, затоа што дневната температура таму е нешто повеќе од 500 келвина, значи отприлика тоа е 230 степени Целзиусови, а доека ноќта паѓа и нешто повеќе од 100 келвина, значи отприлика некаде минус 173-4 степени Целзиусови. Сега во поедини делови, односно околу екваторот, значи таму температурата може да достигне и преку 300-350 степени Целзиусови, така да поради таа своја близина на Сонцето што се наоѓа, значи он е фактички невозможно да се појави некаква форма на живот, затоа што овдека на земјата колку што се знае дека ни една жива бактерија не може да остане повеќе од 150 до 200 Целзиусови степени. Меркур до сега е еднаш само посетен од страна на американското летало Mariner 10 и тоа во периодот од 1974 до 75 година. Направени се снимки, некаде снимане околу 30-40% од оваа планета. И самото фотографирање на оваа планета е многу тешко од причина што нели се наоѓа многу блиско до Сонцето и многу е тешко да се фати оној агол за да се изврши негово снимање. И од овие снимки што се пратени, значи 70-тите години, е утврдено дека Меркур као во многу нешто на својата површина нарекува на нашата месечина. Значи отприлика буквално кога би имале две такви фотографии не би можеле да разликуваме која е месечина, која е Меркур. Сега кога сме кај веќе втората планета нели е Венера, или како што нарекува сестра на планетата Земја. Тоа е планета отприлика кој што ги има буквално истите димензии како што има Земјата, значи таа е радиусот е 12.109 км, да кажеме, на Земјата е 12.756, диаметрот поточно. Од Сонцето е максимално оддалечено некаде околу 108 милиони години, 108 милиони километри.